Добар ден, ова е 0N+. Како да се започне со дохрана на бебето? Денеска ќе дадеме корисни насоки за тоа кои продукти се најдобри да се воведат, по кој редослед, во која фаза од развојот на детето се јавува толеранција, односно нетолеранција на истите. Денешен гостин во студиото е доктор Денис Ал-Халили од Ресхумана. Добар ден. Добар ден. Кога и со каков редослед треба да се започне со воведување на дохрана кај бебето кое што е на мајчино млеко, а кога треба да се започне кај бебињата кои што се на адаптирано? Вака, значи, ова е навистина значајна тема, затоа што бебето првпат внесува нешто што е различно од млекото, нели, од мајчино или од адаптирано. Според Светската здравствена организација, внесот на комплементарна или дополнителна исхрана покрај млекото треба да се започне некаде помеѓу 4-тиот и 6-тиот месец од животот на бебето. Сега во зависност од тоа, најчесто нема разлика дали е на адаптирано или на мајчино млеко. Препораката е меѓу 4 и 6, меѓутоа тенденцијата е, значи, да доколку бебето цица, доколку е на мајчино млеко, да се искористи колку што е можно повеќе, значи, од доењето, затоа што тоа има, како што кажеме, нели, многу важна и развојна улога, меѓутоа многу важна и емоционална улога. Така да некдека најдоцна до 6-тиот месец, до крај на 6-тиот месец е важно да се започне со дохрана. Со дохрана. Како родителот да знае дека бебето е подготвено за дохрана? Има ли тука некакви правила? Па некои особени... Да седи и слично. Најчесто не е неопходно, значи не е тоа битен фактор, значи или нешто што определува, меѓутоа најчесто децата до 5-6 месец седат, така тоа значително помага во однос на хранењето. Меѓутоа хранењето во оваа фаза кога започнува, значи најчесто е само еден оброк, значи само утрински оброк со овошје и не е нешто кое што е многу важно детето да седи, значи или да има некаква интеракција која што, да речеме, при хранење во подоцнежна возраст, значи како се приближува према 1 годинка и после првата година, значи многу е важно и детето како седи, каде седи за начинот на исхрана, значи да се воведува постепено една рутина на хранење. Сега јас би сакал да кажам дека да речеме правилата за воведување на исхраната од нели негдека околу 5-6 месец возраст кај детето, дури и во литературата, значи не се конкретно напишани и по чекори, да речеме, или не се многу прецизни тие упатства. Така нема строги правила. Нема строги правила, токму тоа. Значи прво заради тоа што децата се многу мали и не може да се направи студија за да се види дали на некој му одговара или не таа исхрана. Многу е важно, зависи многу од поднебието. Значи, најчесто препорачуваме да се започне и да се даваат некои работи за јадење кои што ги има во поднебието, кои што и нашите родители ги јаделе, и ние сме ги јаделе, и нашите деца понатаму ќе ги јадат. Значи, поднебието е навистина важно, исто така важни се и навиките семејни, важно е и искуството на докторот, така да има едно правило кое што вика, кога ќе започнете со храна, најдобро е да се фокусирате на еден, да речеме, кој што ќе ве советува, значи еден доктор, кој што ќе ви дава совети за исхраната, затоа што ако веќе прашате некој друг или трет, значително може да се разликуваат. Има најразлични искуства. Апсолутно. Табелите на исхрана, календарите сосема се разликуваат. Поради тоа родителите се збунети, често бараат совети на социјалните мрежи. Ова ми се чини дека едно од најобработуваната тема на социјалните мрежи, најчесто прашања има поврзани токму со дохраната кај децата. Еве да започнеме кои продукти се најдобри да се воведат на самиот почеток. Така, споминавте овошје. Кои овошки? Значи најчесто се користи, значи, за почеток овошјето и според поднебието, во нашето поднебие, значи започнуваме со она кое што најмногу го има, значи тоа е јаболко, круша, понатаму, значи оние кои што ги има во тек на таа сезона кога започнува да се храни детето од овошјата, и јас на моите пациенти најчесто ги советувам да биде еднаш или неколку пати варено, меѓутоа понатаму овошјето да се дава свежо. Затоа што овошјето е навистина богато со витамини и ние и поголемите деца и возрастните најчесто го јадеме свежо, баш токму заради тоа богатство со витамини, а знаеме дека термичката обработка практично го уништува витаминот С и дел од другите витамини. Но зошто е потребна термичка обработка на самиот почеток? Некои овошјето го варат во вода, некои на пареа. Но зошто е тоа важно? И ве на самиот почеток и вие советувате да биде сварено? Да, за почеток веројатно заради тоа што цревата на детето, односно дигестивниот тракт претходно никогаш нема
искусено некоја храна која што е различна од млеко, од мајчино млеко или од адаптирано, и веројатно за да биде полесно варењето, односно за да полесно таа храна се свари. Меѓутоа понатаму после неколку дена веќе е навистина значајно да биде свежо овошјето. Исто така, она што е важно да знаат родителите е дека храната во првиот месец од кој ќе се започне со комплементарна исхрана и во првите неколку месеци има значење многу повеќе е контактот важен со храната, значи не е важна количината. Так. Затоа што ние, например, за почеток препорачуваме да се замени еден оброк со овошје, а другото се да си остане како што било претходно, затоа што уште во следните неколку месеци млекото се уште има најважна улога во однос на енергетска задоволување на енергетските потреби или калориските потреби на детето и за растење, значи за понатамошниот развој, клучно е млекото. Така да не се фокусираат на тоа да биде количина, да речеме, толку мора да се изеде или волку лажички или толку лажички. Има едно правило кое што мене ми го пренесе една искусна докторка, колешка педијатар, која што викаше, и јас тоа го практикувам, значи на родителот должност е да му понуди на детето, а право на детето е да одбере колку што сака. Тоа е многу важно за првите денови кога ќе започне храната, затоа што детето може буквално се да исплука. Значи, може нешто да голтне, може некој ден да изеде целата кашичка што е направена, а може другиот ден да не изеде скоро ништо. Меѓутоа, важно е родителите да знаат и да го запамтат тоа што го кажавме, дека таа храна се уште нема голема важност во однос на растот, во однос на тежината, значи се уште млекото доминира. Така се работи за привикнување на нови вкусови. Апсолутно, и нови вкусови и самата храна како Точно ли е дека бебињата кои што се на мајчино млеко полесно се привикнуваат на новите вкусови, бидејќи голем дел од продуктите на некаков начин ги пробале преку мајчиното млеко? Па искрено јас сум прочитал за ова и мислам дека нема некое значење тоа и дека всушност бебето не може да проба преку мајчиното млеко различни храни. Можеби некои ароми или вкусови навистина се пренесуваат во мајчиното млеко, на пример ако мајката јаде повеќе зачинета храна или ако јаде повеќе лук или кромит, значи можно е да детето го почувствува тоа во млекото. Меѓутоа дека тоа има одлучувачка улога, мислам дека не. Многу е важен односот и односот кон храната и понатаму, значи како што ќе започне да се воведува подоцна и ручек, односно втор оброк кој што е зеленчук, важно е да се прати една рутина. Значи децата сакаат да има рутина и понатаму како ќе расте детето сака и да сите заедно седат. Односно примерот кога родителите јадат или ако има братче или сестричка поголема како јаде, тоа многу стимулативно делува за да и тоа дете јаде и малото бебе. Така. Значи убаво сите заедно да седнат на маса, столчето за хранење, хранилката да биде покрај трпезариската маса, тоа не би било лоша идеја. Да, ние најчесто така препорачуваме, затоа што многу голем проблем имаат со хранење од кога ќе се воведат, да речеме, тие првите продукти, подоцна, значи кога детето веќе започна да јаде 3 оброци со 2 ужинки, значи таа е генералната препорака од кога ќе започне да јаде убаво после една година, кога ќе почне да јаде скоро се што јадат и родителите. Важно е да има ритуал, важно е да седат на маса, затоа што тоа на детето му представува, да речеме, на некој начин задоволство. Се случува некогаш да го стават пред телевизор или пред таблет, само да јаде пред ручекот или после ручекот, и во тој случај многу повеќе има проблеми со јадењето, односно мора на некој начин да се направи дистракшн или да се привлече вниманието за да може да се најаде. Така, да се вратиме сега на почетокот на воведувањето на продукти. Споминавте дека овошјето е првиот продукт што треба да се воведе, но некои педијатри пак сметаат дека може би е подобро да се воведе прво зеленчукот, бидејќи бебето кога пробува овошје се навикнува на сладкиот вкус и потоа некако потешко оди да почне да го прифаќа неутралниот или блуткав вкус на зеленчукот. Дали е тоа правило корисно понекогаш да се проба? Значи, видете, многу е важно, значи со кого разговараат родителите кога се консултираат за овие работи, многу е важно искуството на докторот. Јас не сметам дека е страшно или лошо ако започне со зеленчук, меѓутоа токму поради тоа што млекото има до некаде благоњав вкус, а детето претходно нема примерно никаква храна ако се почнува, значи на некој начин полесно оди овошјето. Зашто кога веќе детето има еден оброк, значи тоа веќе се навикнува на тоа нешто ново што се случува и факт е дека зеленчукот оди малку потешко, меѓутоа тоа правило стои дека треба негде околу 7-8 пати да се понуди нешто, да се проба за да детето
го прифати за да почне да го јаде. Така да, како што кажав, пак стои она правило дека на родителот е должност да понуди, а на самото дете е да одбере, односно да одлучи дали ќе го јаде или не. Така да после неколку пати пробување, односно понудување, веќе почнуваат и да јадат. Значи родителите треба да бидат упорни, а не дофедна информација дека 94% од родителите се откажуваат кога е во прашање зеленчукот. Бебето одбива да го прифати вкусот и тие се откажуваат, што значи само упорност и упорност. Па видете сега, јас би сакал дефинитивно треба упорност, меѓутоа не во однос на тоа колку детето ќе изеде, значи не во однос на количината, туку само да му се проба, апсолутно да проба. Во однос на пробувањето. Јас би сакал да го кажам и тоа за зеленчукот, значи зеленчукот оди варен, значи се препорачува да се вари, се препорачува значи да биде нели убаво измиен, исчистен и варен, се препорачуваат сите зеленчуци кои што ги има на пазарот. Меѓутоа исто така важно е дека зеленчукот се воведува најмногу ради минералите, значи ради железото, ради калциум и ради голем број други микроелементи, значи селен, манган, кои што да речеме се важни за детето, а кои што ги нема во мајчиното млеко. Така да со тоа што родителите попуштаат на тој отпор на детето, практично не достигаат важен дел од хранливите материи кои што после 6-тиот месец веќе на детето му се навистина потребни. Така да правилото е тоа и треба да се едноставно да се придржуваат до препораките и да бидат навистина малку поупорни. Проговоривме и за правилата за воведување на дохрана кај бебето. Ајде сега да проговориме за правилото од кога ќе се даде еден продукт, потребно да се причека 3 до 4 дена до внесот на следниот продукт. Зошто е ова важно? Важно е значи да не се мешаат на почеток заради преосетливост, значи за да речеме да не дојде до некаква реакција на преосетливост кај детето или да не го поднесува, да не поднесува некоја храна. Тоа е ретко, меѓутоа како правило служи и е добро да се почитува тоа како правило. Мојата препорака е овошјето од прилика значи на секој втор ден да се воведува ново, односно да биде 2 дена едно овошје, па потоа 2 дена друго и 2 дена трето, додека не се поминат сите, да речеме кои што се сезонски овошје и кои што ги има свежи, потоа веќе може да се мешаат. На сличен начин е и со зеленчукот, односно да се додава плюс уште еден зеленчук во секој ден, значи во секој ден во следниот оброк, наредниот ден да се додава плюс уште едно. Би сакал да кажам и тоа што да речеме обично родителите се чудат, односно не го прифаќаат од одма. Значи многу е важно да сите зеленчуци бидат застапени, вклучително и кромити, луки, макдоноси, ако има и праси, од која возраст тие може да се воведат? Тие може да се воведат, значи од кога ќе почне овошјето. Јас пак ќе кажам значи уште еднаш дека се разликуваат од педијатар до педијатар овие препораки. Кои се вашите препораки? Мојата препорака е значи да кога ќе се започне со зеленчук, да се започне со компир, затоа што компирот е така понеутрален и лесно го прифаќаат децата. Мислам тоа е утврдено дека полесно го прифаќаат и потоа секој ден да се додава плюс уште еден зеленчук во таа зеленчукова каша. Морковот исто така е еден од првите продукти кои што може морков може следниот ден, третиот ден веќе да има и компир и морков и уште нешто друго, значи на пример и патлиџан или и краставица или макдонос или лук или кроми, така да секој ден практично плюс уште нешто се додава и на тој начин детето се учи на новите вкусови. Значи практично се учи дека има различен вкус јадењето и дека тоа е тоа, дека треба да го прифати така. Тука ќе мора да запреме, бидејќи терминот на 0M+ тука завршува. Во следното продолжение, следниот понеделник, повторно ќе отвориме темата дохрана кај бебињата, кога ќе зборуваме за житарките, за внесот на јајце, за некои зеленчуци како што е, спанаќот и уште многу други работи за полномасна исхрана и така натаму. Ви благодарам што бевте дел од 0M+. Благодарам. Ви благодарам што не следевте и вие. Следите на повторно и утре од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.